civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добре дојдовте во Цивил прес студио. Изборната кампања финишира, кандидатите се веќе насекаде раштркани низ земјата и ги испраќаат своите пораки кон гласачите. Со нас во студио е Александар Кржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка, директор на оваа организација која што подолго време ги следи процесите во општеството, но и изборните процеси. Кржаловски, добре дојдовте во Цивил прес студио. Добре ве најдов, фала за поканата. Ве поканивме да зборуваме за изборите, бидејќи долго време вашата организација го следеше изборниот процес повеќе години наназад од сите негови аспекти. Се сеќавам добро на 2011 година, мислам дека соработувавме во еден голем проект кој што ги наблюдуваше не само кампањите, туку и начинот на кој што институциите работат. Еве да ве прашам за почеток, каква е вашата оценка за оваа изборна кампања? Што им се понуди на граѓаните? Па добро, точно, ние доста долго време ги следавме подиректно, овој пат не сме толку директно вклучени во наблюдувањето, но ретроспектива е на десетина и повеќе години следење. За жал не сум многу воодушевен од креативноста, не е многу различно од кампањите што сме ги имале порано. Веројатно апатијата кај граѓаните, особено после ланските парламентарни избори, каде што одзивот падна за 250.000 гласачи во однос на претходните парламентарни избори, веројатно си го прави своето. Се надевам овој пат ќе има поголема барем од таа излезност, бидејќи видоа граѓаните дека и со тоа не се решаваат работите, односно пак на крај се избираат 120 пратеници, дали излегле 50% или 60% од граѓаните, резултатот е ист и така уште помалку се влијае на резултатот, па се надевам овој пат ќе има поголема излезност, иако пак ќе речем понудата не е кој знае колку подобра, особено од водечките партии. Драго ми е што овој пат има независни листи, повеќе независни кандидати за градоначалници и веројатно ќе донесат некоја интересна промена или во дистрибуцијата на советничките места, ако не во резултатот на градоначалниците. Токму тоа е и моето следно прашање, дека на овие избори карактеристично е видливо учество и на независни кандидати и листи и зголемено вклучување и на активисти од граѓанскиот сектор, независни иницијативи, граѓански организации. Пред 3 години, чинам, или 4, организиравте една конференција за учеството на граѓанските активисти во тогашната нова власт. Некои тогаш велеа дека тоа е штетно за граѓанскиот сектор, дека тоа го уништува граѓанскиот сектор, иако Северна Македонија, сега веќе Македонија порано, имаше прилично големо искуство на луѓе од граѓанскиот сектор кои што доаѓаа на високи државни функции. Какво е вашето мислење? Што донесува ова вклучување на луѓето од граѓанскиот сектор во политиката и на изборите? Дали ја збогатува понудата од она што успеавте да го видите во оваа кампања? Дали квалитетот на понудата порасна или останува иста состојбата? Да, добро, тоа беше релативно нов феномен, можеби заради масовност, иако не би рекол дека кој знае колку многу луѓе отидоа од невладиниот сектор во владата. Генерално немам против ништо со тоа, дури мислам дека е добро, бидејќи треба да се искористат сите капацитети за да се подобри состојбата во државата и јас не го сметав за проблем, ама отворивме дебата да се расправа за тоа. Тогаш поконтроверзно беше дали тоа на некој начин осликува идеолошка или политичка партиска припадност, што е една од забранетите работи во невладиниот сектор, да се поддржува или да се финансира кампања. Нели член 13 од законот вели дека и тоа беше граѓанските дискутабилното, организации дали веќе ако се ангажира некој, всушност цело време бил поддржуван со некоја од опциите, а ова само се ефектуира со награда некоја на оваква. Не сметам дека е таков случај, во повеќето случаи не беше таква ситуација, односно генерално има дилема луѓето дали воопшто се нафаќаат баш од таа причина, бидејќи нападот ќе биде на нив, ама по друга страна викаат па цело време се боравме за да се промени нешто, сега ни даваат шанса да се промени и вреди да се искористи. Мислам дека тоа сосема здраво размислување. Порасна ли квалитетот на политичката понуда со
со овој зголемен, еве да речеме, зголемена присутност на граѓанскиот сектор на овие избори? Па би рекол дека се подобрија некои работи, посебно во однос на демократизацијата на општеството, на комуникацијата со граѓанските организации на владата и отвореноста. Допрва валјда треба да се види дали има ефекти или резултати, не се баш многу видливи и она што предпоставам пак иницира се уште повеќе граѓански организации и активисти да се кандидираат на овие избори, е што сепак не се случија доволно промени или очекувањата може би беа преголеми од промената од 2016-17, ама на некој начин се гледа дали се доживува дека пак продолжува исто, многу работи не функционираат како што треба, така да иако е подобрен демократскиот амбиент на другите фронтови, не се гледа битно подобрување или дури се гледа многу повторување на старите работи, не се справија новата влада, например, со она што беше нема правда, нема мир, поварувањето, ја мислам, од тие силни милиарди што се зборува, украдени од 500 милиарди од 500 милиони до 5 милиарди евра, само еден се врати, што е некоја најголемо разочарување, предпоставам, и тоа мотивира граѓански активисти сега да направат нешто плюс, особено на локални теми, како што е сега работат, особено заштита на животната средина, квалитетот на воздухот и слични по-приземни теми, да речем, Иако многу важни за граѓаните. Апсолутно. Сакам да ве прашам, еве, наспроти ова што се случува, нели, во зголемен наплив на независни кандидати, независни листи, стојат за прв пат две големи мултиетнички коалиции. Што донесе ова во изборната кампања? Еден впечаток е дека тоа ги намалува тензиите кои што беа вообичаени во реториката на политичките актери, од друга страна продолжуваат оние обвинувања меѓусебни, но овој пат интраетнички во кампусите, во македонскиот условно речено и во албанскиот кампус, повторно продолжуваат меѓусебните обвинувања, кој е попредавник, а кој е попатриот. Прво мислам дека е промена во добра насока, ние во некоја анализа на Охридскиот драм кој дојдеше пред 10 години, на некој начин го сугериравме или го предвидовме ова, дека природно ќе дојде до таа и тоа ме радува, бидејќи од етничко стануваме граѓанско општество, што е и целта на целата оваа транзиција 30 годишна. Да зборуваме за конкретни работи, еве кој дуи почна за зелени работи да зборува, не за орли и на етнички или национални прашања, значи одат на добро работите и дека ќе имаме би требало да имаме по-содржајна дебата за конкретни и многу по практични работи отколку националистички и радикални, и тоа е само по себе добро. Од друга страна не гледам дека се зголемува, напротив се намалува квалитетот и на понудата партиска и на квалитетот на луѓето во партиите и посебно овие големите. И затоа верувам не излегува многу луѓе на претходните парламентарни избори. Ке успеат ли помалите, условно речено, да им ги поматат сметките на поголемите? Кои се вашите очекувања? Тоа беше идеална прилика, би рекол, бидејќи нели се најавија многу одамна изборите, па требаше во април да бидат, па се одложија заради короната, значи имаше доволно време да се јави ново движење, нов активизам, што и да е, ама не се пропушти тој момент. Сега на некој начин се компензира тоа, ама мислам дека прво дека на локално, второ е многу раштракано, расфрлено низ општеството и низ општините, така да ефектот веројатно нема да биде преголем ова, но мислам дека ќе донесе доволно потрес, како што се случуваше веројатно еве Загреб, нели доби независен градоначалник, ја не верувам дека овој пат ќе стигнеме до таму, ама можно е во многу општини да има по 2-3 советника од независни, од помали партии или слично, кои ќе може да бидат вагата на тасот на крај во одредувањето кој ќе има мнозинство, и тоа може да донесе интересна динамика и многу поголема одговорност на тие што ќе бидат избрани за градоначалник. За нивна жал ќе биде по-тесен просторот за работа, ама па тоа е демократијата, нели, да не може да се прави све што ќе му текне на некој затоа што победил на избори, туку да се земат во обзир поширок спектар на идеи, мислења и ставови на граѓаните. Каков изборен ден очекувате? Пред се мирен, мислам дека веќе доста години сме
Натаму мислам дека сега што имаше некои 10% нерегуларности на некои места во парламентарните избори, претпоставам ќе го има уште тоа, ама помалку и по контролата е поголема и само контролата меѓу партиите, така не очекувам, секако не очекувам инциденти, а и не многу нерегуларности. Верувам дека сме и таму на добар пат, следејќи ги низ годиниве од кај тргнавме, што се вика, пред 15 на години со убиства заради избори, да мислам дека сме веќе далеко од тоа. За жал очекувам сите до 9 саат вечерта да прогласат победа, без оглед кој што ќе добие, и едноставно тоа е природата и квалитетот или неквалитетот на партиите, да кој што ќе му оди во прилог, некој ќе освои поише градоначалници, некој ќе има поише гласови вкупно, некој ќе освои поважни општини и сите ќе најдат нешто да се пофалат и за жал ќе нема јасен, условно речено, победник, што може па и добро. Иако поразите предизвикуваат промени во партиите и се не очекувам да некој се повлече после овие избори, бидејќи секој ќе си најде нешто да рече дека е победил. И за тоа е она што за жал го очекувам, дека нема да се случи некоја катарза во некоја од поголемите политички партии. Се надевам дека независните ќе поминат добра и дека ќе има релативно многу советници низ општините, што, како што реков, ќе донесе таа нека нова динамика и, условно речено, поголема одговорност во работата на општините. Кржаловски ви благодарам за ова учество во Цивил Прес студио. Почитувани, тоа беше Цивил Прес студио, се гледаме наскоро, останете со Цивил Медија. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.